Рокот за изведба сте пишале 18 месеци, ајде да не додаваме ништо, 6 месеци да додадеме на тоа, значи 2 години за 2 километри и плюс 3 години припремавте документација, 5 години. Значи, за 1 километар автопат ви треба 2,5 години. Автопатот кон Охрид има 57 километри, да речеме дека е направен половина, а не е. 30 километри ви остануваат. По 2,5 години, 75 години ќе треба да се изгради, да се догради овој пат. 75 години, вака како што сте почнали. И сега можете да се јавите, да зборувате што сакате, но ова се факти. Друг факт. Значи, за локалниот пат за Крушино и Кнежино, по кој секој ден поминуваат стотици наши сограѓани, претежно деца, спортисти што одат во Крушино и Кнежино да трчаат, да спортуваат. И знаете што прават тие? Значи, подобро е да објавите дека во Кичево можат да дојдат сите љубители на екстремни спортови. Значи, не знаеш во кој момент ќе се сруши патот, затоа што свлечиштето е некаде по вертикала 100 и повеќе метри. И ви кажав, секој ден се руши помалу. Не знаеме кога одеднаш ќе паднат над 20-30 илјади кубици земја. Значи, по-екстремен спорт е да поминеш по овој магистрален пат, по овој локален пат за Крушино и Кнежино, отколку да појдеш во Крушево и не знам со параглайдер да поминува, да се возиш и така натаму. А овие граѓаниве деца не сакаат со тоа да се бават. Не сакаме ние да се бавиме со екстремни спортови, затоа што нас, гледате, не бива за обични спортови, не пак за екстрем. Така да, од ова што ве молев, ништо не се направи. Повторно ќе ви повторам уште неколку работи за овој автопат. Минатиот пат кога зборував, ви кажав, имаше 87 сообраќајни незгоди со тешки последици, во кои има десетици загинати и стотици тешко повредени луѓе. Сега тој број се зголеми на 107. Може би и повеќе денеска, ако се случила нека друга сообраќајна незгода. Не пожелувам тоа, но тоа е предвидливо. Ако нешто не преземаш, предвидливо е дека ќе се случува. Ќе повторам уште еднаш. Во Македонија човечкиот живот дојде да е наевтин. Значи, тоа е најлошо. И сите зборуваме, судбина му било. Абе, која судбина го гледаме? Тоа е сега судбина. Знаете што е Божја работа? Метеорит да падне. Земјотрес, не дај Боже. Тоа е непредвидливо. Сега дури гледате и поплави, и цунами, веќе може да се предвиди. За пожари да не правиме моаб. Но ние овие обичниве, простиве работи не сме ги решили. Загинува човек на пешачки премини и судбина му било. Која судбина, бе, луѓе? И сега нас од Кичево ни е судбина да поминуваме по тој пат и да не знаеме кога ќе се сруши. Ова, барем направете го, додека е техничка влада, ве замолувам. Направете го, затоа што ќе бидете одговорни, не само вие, директорот на Агенцијата за државни патишта, сите што се вклучени во се ова. Затоа што, тука ги носам сликите и видите, може би се малку помали, но страшно е да го гледате. Страшно е да видите што се случува. Ова го немаше ни после цунамито во Тајланд. Значи, овде немате ни шума, ни ништо, ова е 100 метри земјиште, што во секој момент може да падне.
Имате повеќе слики ќе ви покажам. Ево, тука поминуваат деца. Замислете 100 метри провалија дола, а испукан патот секаде. Испукана е и планината. Значи ти Крушино е испукано. И сега замислете по овој пат поминувате. Испукане пола и ти одиш и не знаеш дали ќе падне. И никој не презема ништо. Јас не знам што треба повеќе да направам како човек. Значи, што да направам? Јас не би спиел да има ваков проблем. Не би спиел додека не се направи. На директорот на Гранит му е кажано, на сите. И тоа од пред 3 години. За автопатот Кичево-Охрид. Повели за Битола колега Кирацовски, денеска помини преку Кичево. Ќе ти покажам се што зборувам. Малку е полошо од ова што го зборувам. Може би вака вас ви изгледа лошо, на лице место е малку полошо од ова што го зборувам. Еве, една работа ќе кажам позитивна што сакавте да направите е да го преасфалтирате регионалниот пат за Охрид, стариот пат, да го преасфалтирате и 3 пати го преасфалтирате и полоши од тоа што е. Тоа е за овие 3 години за Кичево и граѓаните на Кичево направено. Реплика министерот за транспорт и врски повелител.